Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во областа на климатски промени, има неколку проекти. Еден од проектите се одвива во Кочани, кој што се однесува на активности за зголемување на искористувањето на топлината од геотермалните извори. Геотермалните извори од во подлог Бања се искористуваат за загревање на основното училиште Кирил Методи и средното училиште во Кочани, кој што и порано има систем за користење на топлина за греење на нивните простории. Со тек на време тие се амортизира и се јави потреба за воспоставување на нов помодерен систем, по-исплатив, по-економски и енергетски ефикасен систем. Глобалниот еколошки фонд со општината Кочани, во соработка со Геотерма, постави нов топлоизменувач со кој што максимално се искористува топлината, што доведува до намалување на користење на фосилните горива, во случајот нафта, за дозагревање на просториите. Еден добар пример каде што се заштедува огромно количество на јаглерод двооксид, стакленички газ, кој што предизвикува промена на климата, а од друга страна се остварува и економска корист кај општината. Ова економска корист, Друженијето на граѓани заедно со општината се договорија да се реинвестира повторно во животна средина за завршување на целокупната енергетска ефикасност на двата објекти. Значи се развива еден вид на модел каде што заштедените средства од активности од областа на животна средина се инвестираат повторно во животна средина, така да во иднина, кога ќе завршат овие два проекти и следниот кој што е во тек, ќе има основа за други активности од областа на животна средина кои што ќе бидат добиени на ниво на општина, ќе бидат можат и би требало да бидат потрошени и спроведени од Сдруженијата на граѓани на локално ниво. Сдруженијето на граѓани еднакви за сите од Кочани како локално сдружение од општина Кочани во својата секојдневна работа и годините наназад и спроведувањето на проекти со постојните анализи и детектирањето на проблемите, но секако бележејќи ги и постојните капацитети, дојде на идеја за задоволување на потребите како на општината, така на граѓаните, но и на двете едно основно и средно општинско училиште во општина Кочани. Идејата се вклопи во програмата за климатски промени Централна област за намалување на стакленични емисии на гасови и се склопи проектот во партнерство на Сдружение на граѓани еднакви за сите, општина Кочани во партнерство со комунално јавно предпријатие, работна единица Геотерма и основно училиште Кирил и Методи, средно училиште Љупчо Сантов. Проектот со наслов Енергетска ефикасност и еколошки бенефити со рационално искористување на геотермалните води за своја генерална цел ја има намалувањето на емисијата на стакленични гасови. Бидејќи училиштата имаат проблеми, имаат два енергенси за затоплување. Енергенсот е геотермална вода и догревање со нафта. Идејата беше со замена на топлоизменувачот, со едно техничко решение, подготовка на еден проект како и што е се потребно од постојната инсталација да се замени и надополни, се со цел да се намали користењето на количество на нафтата
и да се зголеми потенцијалот кој што го има од геотермална вода, бидејќи потенцијалите и капацитетите кои што ги има општина Кочани засека овие две основни училишта, основниот суд, ги користат за загревање. Со склопувањето на проектните активности, со поделбата на еден технички дел и дел од подигање на јавната свест на граѓаните на општина Кочани за користење на обновливи извори на енергија, се поднесе предлог концептот до Глобален еколошки фонд, програма за мали грантови Македонија, националниот координатор и канцеларијата која што се наоѓа во Скопје. По одобрувањето на проектот се подготви детален предлог проект и се започна со реализација на активностите. Граѓанското здружение со своите собствени зајакнати капацитети од постојните обуки и семинари кои што беа на национално ниво, а се темелеа на запознавање и искористување на обновливите извори на енергија, во партнерство со општината, постојните капацитети кои што ги има општината, помладиот соработник за животна средина, Геотерма како единица, работна единица на комуналното јавно предпријатие започна со реализација на веќе предвидените активности. Од самиот почеток се подготвија активностите и се започна со самата реализација. Се распиша тендер и се најде техничко решение, со кое што техничко решение се избра изведувач кој што ќе ја санира и среди постојната грена инсталација во основното општинско училиште. Основното училиште војно за соработка, како за техничкиот, така и за едукативниот дел, стоеше на располагање и сето тоа донесе до задоволување на целите кои беа поставени. Во целите го постигнавме она што и го замисливме. Значи на годишно ниво имаме намалување од 40 на 20 тони нафта, а со самото тоа намалување емисија на стакленични гасови. Едни од основните централни области во програмата во која што има Глобален еколошки фонд, односно програма за мали грантови. Покрај техничкиот дел и она што е видливо и што денеска го имаме како резултат, течеа едукативните програми. Од едукација се изготви еден флаер во кој што информативно учениците од 5 основни училишта од општина Кочани беа запознаени со основите, кои се тие обновливи извори на енергија и нивните начини на искористување. Се распиша конкурс на кој што се избраа ликовните и литературните творби и сите ученици се одведоа на ековикенд, каде што 2 дена заеднички разговараа на темите околу заштита на животната средина. Цртежите и творбите кои што беа подготвени беа основа за да се добре до градоначалникот на општина Кочани, до сите локални институции, до донаторот кој што ја подржа оваа акција, а се со една единствена цел – заштита на животната средина. Локалната власт во соработка со невладиниот сектор, а со финансиска и логистичка поддршка од Глобалниот еколошки фонд реализира проекти кои што всушност носат и еколошки, меѓутоа и финансиски бенефит. Всушност проектите беа во делот на енергетската ефикасност, односно првиот проект беше замената на топлоизменувачот на системот за парно грејење